Благодарам, почитувана председателка на комисијата, заменик министер, почитувани колеги, почитувана јавност. Јас, бидејќи сум денес последна за дискусија, еве ќе се обидам, бидејќи трпението и вниманието е веќе при крај, да бидам што пократка и поконцизна во мојата дискусија по однос на буџетот, односно накратко значи да ги пренесам моите видувања во однос на предлог буџетот за 2020 година, односно основниот документ по кој што ќе работи некоја идна влада, бидејќи нели се наоѓаме пред предвремени парламентарни избори. Слушнавме доста дискусии од колегите, како и моите колеги од опозицијата, а и од колегите и од власта, и во дискусиите беа опфатени повеќе сегменти од буџетот за 2020 година, како во делот на макроекономските параметри, образование, капитални расходи, даночна политика и така натаму. Меѓутоа, заклучокот е дека овој фактички буџет е најголемиот буџет на Република Македонија досега и пред се е популистички, наменет за предстојните парламентарни избори. Бидејќи во најголем дел од буџетот средствата се наменети за покачување на плати, покачување на пензии и на социјалните трансфери, сега токму пред изборите, што ми дава за право да кажам дека со овој буџет всушност се врши еден предизборен подкуп на граѓаните, односно купување на нивниот глас, и факт е дека овој буџет веднаш по парламентарните избори сигурно ќе претрпи измени, односно ќе се пристапи кон ребаланс на буџетот. Оценката на вака предложениот буџет на многу економски експерти е дека со него всушност се краде иднината на граѓаните и се ограничува развојот на државата. Владата на Зоран Заев, водена единствено од популистички побуди и од интереси, се обидува преку предизборен подкуп да ги заскрие катастрофалните резултати од лошите економски политики, кои ја уништуваат македонската економија и го загрозуваат економскиот просперитет на државата. Клучна цел на секоја одговорна влада треба да е создавање на подобри услови и за приватниот сектор и за граѓаните преку реализацијата на што повеќе капитални проекти, што не е одлика и на оваа влада, а и за овој буџет за 2020 година. Тоа го покажува фактот дека стапката на реализацијата на капиталните инвестиции во последните 2 години е на историско најниско ниво досега во Република Македонија. Да не зборуваме дека за капиталните инвестиции за оваа година, 2019 година, за 3 квартали е реализирана само во висина на 37,6%, што е многу ниска вредност и за сметка на скратените капитални инвестиции во новиот буџет сега се зголемуваат средствата за непродуктивните цели, непродуктивни трошења, и тоа во форма на стоки и услуги на државните институции, почитувана јавност и колеги, за цели 22 милиони евра, споредено со минатата година, што сметам дека е недомачинско работење и предвидување на ова влада. Министерката во својата презентација на буџетот за 2020 година ги кажа и предвидувањата на владата и желбите кои во новиот буџет, но во реалноста состојбата е секогаш поинаква и најважното во проектирањето е всушност што навистина може да се направи што повеќе за граѓаните, бидејќи парите се на граѓаните.
Сведоци сме што се беше предвидено и во претходните буџети на оваа влада и колка беше процентот на реализацијата на предвидените средства од буџетот и што од тие средства всушност имаше за народот и слободно можам да кажам дека немаше скоро ништо, односно ништо од ветувањата предизборни на оваа влада и тие буџети секогаш подлежеа на измени, односно на ребаланс, односно средствата се кратеа и се пренаменуваа за други некои потреби. И затоа сега, свесни за големото незадоволство кај народот, оваа влада реши овој буџет да биде за покачување на плати, за покачување на пензии, за социјални трансфери, што го прави буџетот само социјален, без развојна компонента во него и велејќи дека преку покачените плати всушност се инвестира во човечки капитал, иако инвестицијата во човечкиот капитал подразбира нешто повеќе, односно вложување во знаења, во вештини, вреднување на нови технологии и друго, односно зголемување на квалитетите, а со тоа изголемување на продуктивноста, која што за жал во изминатиот период е намалена за цели 13%. А доказ дека со овој буџет нема да се инвестира во човечки капитал се токму најголемите намалувања на средствата во буџетот на Министерството за образование споредено со буџетот од 2019 година. И затоа и велиме, а и многу очигледно е дека овој буџет е нереален, наменет е за предизборен подкуп на граѓаните, односно дека е популистички со што се загрозува целокупната економија на државата во иднина. Но да се вратам на проекцијата на буџетот за 2020 година, односно колку пари има предвидено да се собере на приходната страна и зашто се тие пари ќе бидат наменети преку расходната страна, колку е планираниот дефицит на буџетот и колкаво ќе биде задолжувањето. Вкупните приходи се проектирани на ниво од 222,3 милиарди денари или 3,6 милиарди евра, а вкупните расходи се проектирани на ниво од 239,7 милиарди денари или 3,9 милиарди евра. Буџетскиот дефицит е проектиран на ниво од 17,3 милиони денари во апсолутни износ, или 2,3% од бруто домашниот производ. Нешто што сакам да потенцирам е тоа дека вкупните приходи во овој буџет за 2020 година се зголемени во буџетот за цели 5,6% во однос на буџетот од 2019 година, и тоа како резултат на зголемувањето на даночните приходи за цели 6% и зголемувањето на приходите по основ на придонесите. Дали ќе биде ова остварливо? Ние сведоци сме дека скоро правевме ребаланс на буџетот и најголема недостаток на буџетот беше прибирањето на средствата по основ на даноци, данокот на добивка, па од тие причини имаше потоа потреба владата да направи, да се врати назад, односно да ја смени реформата, даночната реформа и прогресивниот данок, да го врати рамниот данок, бидејќи увиди дека на тој начин не го полни буџетот доволно, што е добро, добро е кога се прават грешки и да се исправат. И нешто друго што забележуваме дека сега се зголемуваат приходите по основ на придонесите и тоа секако е резултат на зголемувањето на придонесите од 0,5% што ги направивте вие како влада, не водичи сметка дека на тој начин всушност ги оптеретувате самото стопанство, па од
за да надоместите кон стопанствениците затоа што нели го покачивте придонесите, сега предвидувате субвенции за придонесите од задолжително социјално осигурување за оние кои што ќе ја зголемат платата на работниците за 6.000 денари, односно на овој начин всушност правите услови оние работодавачи кои што дава пари на рака или во плик, сега да парите ги минуваат преку трансакцијска сметка, што всушност со тоа правите една нееднаквост кон оние кои што си го почитувале законот и си работеле согласно законот, сега ги изравнувате со оние работодавачи кои што всушност го кршиле законот и мислам дека како мерка таа мерка нема да даде резултат, исто како што економските мерки кои што ги донесовте како минимална плата која што не дади добар резултат и стопанството не ја препозна таа мерка, исто како што резултат не дава и на сите тоа го гледаме, мерката поврат на ДДВ, мој ДДВ, нели, бидејќи граѓаните кои што го користат оваа мерка, нивниот број е околу 150.000 или само 10% од населението и парите всушност што ви се предвидени околу 50 милиони за ова намена се ќе ги искористите околу 10%. Значи, сите економски мерки што ги земавте во изминатиот период за подобрување на економската состојба, меѓутоа повеќе наменети за сузбивање на сивата економија не ви дава резултат. Затоа велиме дека вашата економска политика оди во погрешна насока. Тоа е во однос на собирањето на средствата во буџетот, дали ќе успеете всушност со вашата економска политика да го направите и бидејќи сега приходите во буџетот по тој основ ви се зголемени. Значи, кај мене искрено постои сомнеш дека вие ќе успеете на овој начин да ги приверите средствата за основно функционирање на буџетот, бидејќи од тие средства, нели, даночни приходи, всушност менаџирате исплата на плати, пензии, на социјални трансфери. Тоа е во однос на приходната страна на буџетот. За расходната страна на буџетот е карактеристично тоа што за цели 5% се зголемени, значи, расходите во буџетот во споредба со 2019 година. Најмногу пари ќе се трошат за тековни расходи, односно за плати и за надоместоци. И оваа ставка во расходната страна на буџетот е зголемена за 7,7% во однос на 2019 година. Но она што е многу повпечатливо во расходната страна на буџетот, нели, овој што го предлагате сега, е тоа што за исто толков процент, 7,7, има зголемување и на ставката стоки и услуги. Стоки и услуги. Токму тука всушност се гледа вашето недомачинско работење, бидејќи парите на граѓаните ќе се трошат, нели, најмногу за стоки и за услуги, една ставка која што во изминатиот период беше најкритикувана од денешното парламентарно мнозинство. Најкритикувана. Сега е зголемена за 7,7%, исто колку што пари имате наменето за покачување на плати. Сега, за сметка на таа ставка или таа намена стоки и услуги, имате предвидено
за капитални инвестиции 9,5%. Имајќи во обзир дека во сите ваши години реализацијата на капиталните инвестиции не е повеќе од 50%, не е повеќе од 50%. Колку е оваа година сега, ако може да ми кажете, бидејќи беше 37,6 за 3 квартали. За до крајот на годината навистина не знам колку ќе биде, ама од 50 сигурно нема да биде. Значи, ако досега сега гледаме историски малку наназад, збориме за реализацијата во изминатите 2 години, ако е 50%, очекуваме дека и во следната година и со овој буџет реализацијата на вашите капитални инвестиции ќе биде околу 50%. Значи, наместо 9,5 ќе имате реализација од 5% само на капитални инвестиции од сите пари во буџетот. Колку мал процент. Значи, за капитални инвестиции 5%, а за плати, за пензии, за социјални трансфери 7,5%, исто толку и за стоки и услуги. Чекам уште малку да завршам, ако може. Малку нелогично, недобро проектиран, бидејќи преку тие капитални инвестиции, нели, всушност правиме нешто за граѓаните и тоа преку тие капитални инвестиции го чувствуваат граѓаните тоа што го прави една влада. Значи, процентот за таа намена во вашиот буџет навистина е многу низок. Сега, тоа и времето го покажа, изминатото време покажа, значи колку беа вашите заложби да направите за граѓаните нешто и како го правевте тоа. Значи, мора да се врата малку наназад, не направивте ниту еден нов проект за изградба нешто за граѓаните. Едноставно, само ги продолживте проектите кои што ги започна владата на ВМРО ДПМН. Ние не е само критика како критика, не сакам така да критикувам, а критикувам со аргументи и со факти. Значи и проекциите за железничките сообраќаи, и проектите за автопатите, тие сите ги започна ВМРО ДПМН, вие само ги, значи, капитални, големи проекти, нели, што се видливи за граѓаните, што можат да ги почувствуваат и да ги користат. Тоа е она нешто јас нов ваш проект, навистина јас лично немам видено. И што е најтрагично, сите тие капитални инвестиции ги терате со средства од заеми. Така е. И со заем од Светска банка, Европската банка за обнова и развој, од ИПА фондовите, од ДЕБОР банката за железницата, преку КајВ банката за локални патишта сега, за канализации. Значи, изградбата на тие проекти е исклучиво со позајмени средства и многу мал процент на зафатеност од основниот буџет, од нашиот буџет. Така јас ги читам бројките, ако може реплицирајте ми да објасните. Сега малку сакам, ако има време, да се навратам. Има ли време? Уште кратко. За тоа дека значи најмногу оди тезата и така ја пласира и премиерот, а и министерката за финансии кога елаборираше и презентираше буџетот за 2020 година, дека со овој буџет всушност се инвестира во човечки капитал. Значи, тука ќе заклучаме само една политичка флоскула, замајување на јавноста, бидејќи ако вие гледате реално во овој буџет, ама со ништо, никакви средства нема предвидено за инвестирање во човечки капитал. Покачувањето на платите
не е инвестиција во човечки капитал, покачување на пензии не е инвестиција во човечки капитал. Кажав со една реченица што е инвестиција во човечки капитал и еве, мислам дека со таа реченица не можете да го излажете македонскиот граѓанин, политичка реченица, бидејќи тие веќе знаат, осознаа доволно, имаше доволно време што вие имате направено за нив и кој е вашиот капацитет. Благодарам. Овде ако сум веќе Да, доволно готово. Значи прва е за реплика